Цивил медија. Ја би сакала само за две работи некако да зафатам, па можеме и муабет да си направиме за тоа. А тоа е докаде сме со демократијата во однос на тоа колку сме научиле демократија и каде сме со оној вториот елемент на демократијата, тоа е контролата. Значи, за првото кога зборуваме, дефинитивно имаме проблем. Ние во овие 20 и кусур години уште учиме за демократија и уште никако да научиме, некако станавме понављачи. Она што често се заборава, значи елементот кој што ни го нема кога зборуваме за демократијата, тоа е индивидуата. Значи демократијата се базира на индивидуи, не се базира на групи. Наспроти на тоа, во нашава држава, во Северна Македонија, еве да ја кажеме, значи имаме партии, имаме невладини организации, имаме навивачки групи, имаме етнички групи, имаме религиозни групи, се имаме групно, само немаме индивидуи, немаме граѓани. И се додека не научиме дека основа на демократијата е човекот, индивидуата, ние нема да мрднеме ни чекор понатаму. Што ми ја немаме индивидуата? Ние ја немаме ни индивидуалната одговорност и автоматски многу е лесно да се префрли одговорноста. Крива е партијата, крива е религијата, крива е групата, криви се како беше оној невладините организации со црвчето во јаболкото и слично. Значи, се некоја група која што ги амалгамизира индивидуите во неа е крива, меѓутоа ни се губи индивидуалната одговорност. Ниту ние се чувствуваме одговорни, не се чувствуваме одговорни ако овдека има некое ѓубре, не сме одговорни ако се исечи некое дрво, не сме одговорни за тоа што ни се случува во државата, заради тоа што некоја друга група е одговорна. Третиот елемент кој што го губиме, тоа е квалитетот на индивидуата. Значи, зборуваме за институции, меѓутоа институциите вредат толку колку што вредат индивидуите во нив, тоест толку колку што вредат луѓето во нив, и ние многу често тоа го забораваме и некако ги гледаме институциите како некои хомогени, како згради, како структури, како урбани елементи, меѓутоа не ги гледаме како збир од индивидуи и од квалитетот на тие индивидуи што се таму зависи каква ќе биде таа институција. Не е sejedno кој ќе ми биде министер, не е sejedno кој ќе ми биде градоначалник, не е sejedno кој ќе биде на шалтерот таму на во некоја служба, не е sejedno кој ќе биде наставник, не е sejedno кој ќе биде професор, индивидуално, некако институција. Ова не доведува до елементот дека тогаш кога гласаме, ние не гласаме за индивидуи, воопшто и не ги гледаме. Ние кога гласаме на гласачките ливчиња, не ни ги препознаваме најголем дел од имињата, туку заокружуваме некое знакче, знакот на партијата. Гласај за број 3, гласај за број 14. Значи, заокружуваме некаква структура. Не гласаме за Петко, за Петкана, за Митрана и слично. Значи, се додека не дојдеме до тоа да гласаме за индивидуи, ние не можеме да излеземе од овој затворен круг на недемократичност. Во сето тоа се губи индивидуата со незините потреби и интереси. Еве, например, ги читам предлозите за новиот закон за просторно и урбанистичко планирање. И таму има некои делови во кои што вика јавен интерес, вика. Тоа подразбира државен интерес. И секој ќе каже јавен интерес, тоа се подразбира како нешто над луѓето, како нешто кое што го смислува некој друг. И вика, за тие прашања кои што се од јавен интерес, не знам ја што подразбираат под јавен интерес, надвор од индивидуите кои што ја чинат таа јавност, тие што се заинтересирани граѓани имаат право да дискутираат 5 дена. Цели 5 дена, замислете, за тоа што е од јавен интерес, значи за генерален урбанистички план, за детелен урбанистички план, за регионален урбанистички план, за градење на хидроцентрали, рудници и слично. Луѓето имаат право да дискутираат 5 дена и то тогаш кога ќе им кажат.
Значи, еве сега во август, од 5 август до 10 август ќе дискутирате за генералниот урбанистички план. Па кој ви е крив ако вие не сте тука, сте сакале на одмор да одите? Значи, што ви е поважно вам? На одмор да одите или да дискутирате за генералниот урбанистички план? И на тој начин, всушност, во целото наше општество се врши деиндивидуализација. Таа деиндивидуализација доведува до ситуација кога едноставно не можеме ние да имаме демократско општество. Вториот елемент на демократијата, тоа е контролата. Контролата мора да има три елементи. Првиот елемент на контролата е дека се што се однесува на правна, на законска промена мора да оди многу бавно. Ако не оди бавно, не може да се контролира. Да речеме, во Велика Британија, за да може да се промени еден план кој што се однесува на детален урбанистички план за изградба на еден ископ за минерали. Нели, оние кај нас што никнуваат на Маврово, на секој 2 чекори што ги има и слично. Значи, таков план не смее да биде донесен пред да поминат 3 години. 3 години расправа. Значи, тој план прво оди кај граѓаните, им се представува на ниво на идеја. Вика, ние имаме ваква и ваква идеја. И овие викат, идејата ви е глупа, ваква ви е, онаква ви е и слично. Па овие потоа припремаат некакви аргументи, образложенија, пак одат кај граѓаните. Еве, ова ќе направиме вакви патишта, ваква заштита, овие пак се дерат. Не е добро, ќе ни уништите природата и слично. Пак им се враќа назад. Пак подготвуваат. Кога ќе помини тоа, после 3-4 години ќе ви направиме езеро тука со патки, со риби, со ова, со она. Па почнуваат да се смируваат, да наоѓаат заеднички јазик. Точно 3 години. Кај нас се менуваат на дневна основа, некогаш и на сатна основа. Не ни знаеме. Знаете кога ви се сменил некој генерален урбанистички план или детален урбанистички план? Знаете зашто изникнале сите оние ископи на Маврово каде што се уништува шумата и слично? Не, никој не знае. Значи, првиот елемент е мора работите да се одвиваат бавно. Демократијата е спора. Диктатурата е брза. Демократијата е спора заради тоа што треба да има време да се прикаже одредната работа, да се добијат мислења, да се прифатат тие мислења, да се најдат соодветни одговори, да се најдат соодветни решенија. Вториот елемент е достапност. Достапноста не значи дека некој нешто ставил на интернет страна или ставил на огласна табла во општина. Достапноста значи на соодветен начин, со соодветен јазик на луѓето да им се објасни што е она што се прави. Например, има многу малку луѓе знаат дека не мерат нас заедно со други европски држави за тоа колку ни е достапен државниот буџет. Достапен во смисла колку луѓето можат да го разберат државниот буџет. И има таму 100 поени. Од тие 100 поени, нашава држава има 0 поени. Значи 0. Никој не може да го разбере, не можат ни економистите да го разберат, камоли невладините организации, камоли обичните граѓани кои што треба на овој или оној начин да реагираат. И третиот елемент е казна. Значи, кога имаме индивидуална одговорност, кога имаме мерливи елементи, треба оние кои што се одговорни за нешто да бидат казнети. И тука би завршила со еден многу интересен роман кој што е напишан од Роберт Шекли. Читал некој нешто од Роберт Шекли? Тој е писател на научна фантастика и се вика романот Трампа на свеста. И таму доаѓа еден човек на една планета каде што никој не сака да биде политичар. Абе ги молат, на колена седат, никој не сака да биде политичар. И на крај еден доаѓа од страна и се согласува, вика, јас сакам супер плата, кола, бенефиции и слично, прекрасно. И го назначуваат, му честитаат и му даваат едно грлице со едно што свети. И вика, што е ова? Па вика, секој ден, вика, граѓаните гласаат колку си ги исполнил ветувањата што си ги дал. Во моментот кога ќе дојдеш до нула ќе експлодира.
Мислам дека такви нешта треба и на нашите политичари да им ставим. Некогаш имам впечаток дека под владење на правото се подразбира владење на законите, а тоа дефинитивно не е исто. И јас пак ќе го спомнам овој Роберт Чекли и трампата на свеста, оди во друга планета една човекот и му вика тоа е планета каде што нема криминал. Како нема криминал? Така вика, ние немаме судови, немаме полиција, немаме ништо, вика, заради тоа што немаме никаков криминал. Вау, вика. Излегува на улица, зад следниот ќош еден човек со пиштол стои, вика, дај ми го новчаникот. Вика, чеге, вика, па нали немате криминал? Па вика, ја имам лиценца. Каква лиценца? Па ја имам, еве ти лиценца, вика, имам за крадење новчаници, вика, издадена ми е мене од градот, вика. И тоа си е се според закон, значи ние немаме криминал, туку имам лиценца. Значи не е работата, некогаш, ние кога зборуваме за владење на правото, дефинитивно зборуваме за владење на законите, ама законите може да ги донесе било кој и може да бидат и најлоши закони на светот. Правото е нешто сосема друго, правото е начинот на кој што се доаѓа до одредено законско решение, партиципацијата на граѓаните, интересите и потребите кои што се содржани во тоа законско решение и начинот на кој што се обезбедува. Така што мислам дека кај луѓето некогаш намерно почнуваат да ги менуваат овие две работи. Цивил медија